Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Летото полека се ближи, а тоа значи дека е време за одмор. Меѓутоа, оно за кое што сакам денес да зборувам, се надевам дека ќе бидам овој пат навистина кратка, е зошто не можеш да се опуштиш дури и кога си на одмор. Не секој го има овој проблем, меѓутоа во мојата пракса, во работата со клиенти, во работата во групите, особено на групните програми, и тоа е некоја тема која што периодов доста ја истражувам, односно кружи во прашањата, во оно кое што доаѓа од вас, во оно што ме прашувате, во оно што го гледам како проблем, па дури многу често и не ме прашувате, меѓутоа не значи дека не постои како проблем, односно најчесто доаѓа решението токму на оно што е потребно за да се промени нешто со менталното здравје, нешто во личниот раст и развој, е токму можност, односно капацитетот и да се одмориме. И многу често оно кое што го слушаме, Елена, чекав цела година за овој одмор и пак не можам да се смирам. Што не е во ред со мене? Поминаа и 2 продолжени викенди, празници и јас пак не можам да се смирам. Па некако одлучив дека можеби е добро да снимам епизода цела од ова прашање и да ја слушнат сите оние кои што го слушат овој подкаст. Сигурна сум дека си се фатила себе си да си на одмор и да чувствуваш вина што не работиш, меѓутоа дури и да не си на одмор, а да си во текот на денот да почувствуваш немир или главата да ти е толку полна со мисли што едноставно не можеш да се опуштиш и не можеш да почувствуваш дека навистина си се одморила, си се релаксирала. Дури понекогаш се случува да и во текот на ноќта додека се спие, не можеш да спиеш и да се одмориш, туку толку многу си размислувала на работи, си размислувала, си сонувала, те мачеле со ништата, си се будела во текот на ноќта, што дури и во текот на спиењето, ниту телото, ниту мозокот не успеале да се одморат и секако некогаш телото можеби ќе се одмори, но главата никако не. И затоа сега сакам малку повеќе да зборувам зошто на некои луѓе толку им е тешко да се опуштат, дури кога се на одмор. И ова е нешто кое што не е типично само за жени или само за мајки или само за одреден тип на личности, туку буквално секој може да спадне тука и сакам да кажам дека ова не е карактерна особина, туку ова е некаков симптом. Најчесто неопуштањето е симптом, значи ќе повторам, а не карактерна особина. И многу често одморот не е само физичкото, отсуство, туку менталниот ресет. Јас често знам да кажам, телото ми има премногу енергија, телото ми има сила да поместам планина, меѓутоа главата ми е толку заморена и мислам дека сум некој кој што се уште во наводници води војна со ова, односно напротив би рекла ево мир, односно свесна сум колку многу главата ми е по развиена од телото, затоа што можеби доаѓа и со професијата, можеби доаѓа понекогаш и како професионална деформација, но доаѓа и со начинот на работа, односно мојата работа бара да ја седам, мојата работа бара да јас размислувам, мојата работа бара да јас сум будна. Често знам да се смеам и да кажам како во мојата глава постојат многу генерации. Тие што работат или работеле со мене знаат дека работам и трансгенерацијски, често знам да кога го барам семеното дрво, знам за дедо, баба, од една страна дедо, баба, од друга страна прабаба, прадедо, тетки, стрини, војковци и кога работам со еден човек, всушност не работам само со него, туку работам со целото негово, со сите негови предци. Тоа се информации кои што мора да се паметат и на крајот на денот толку многу приказни, па сопругот, па децата, па браќата, сестрите, колегите и тоа е многу информации кои што мора да се носат, што бирам и сакам да ги носам, но знаат на крајот на денот да бидат навистина, не на крајот на денот, понекогаш со тие, тоа не е еден ден кога завршува, тоа е буквално период кога што ги носам и ги памтам и јас има и поминато и години и се уште ги памтам тие информации. И тоа се луѓе приказни, настани кои што навистина многу значат. И мислам дека тоа е една од големите причини зошто не гледам филмови и серии.
Затоа што мојата глава веќе е полна со филмови, со серии, со приказни кои што се реални, кои што постојат, кои што се тука, со личности кои што навистина постоеле, живееле и давале многу. И неодамно прочитав еден пост на Инстаграм каде што се даваше почит на предците и тоа толку многу допре длабоко до мене, затоа што имаме навика некако такво време е дојдено да гледаме филмови, да гледаме измислени ликови, да гледаме измислени приказни, да заборавивме на оние приказни кои што навистина ние потекнуваме од таму и дека благодарение на нивниот труд, на нивните во наводници валкани раце, на нивните уморни тела, на нивните животни приказни, вакви, такви или онакви, ние сме тука каде што сме денес. И секогаш некако, јас си потикнувам да прашуваме од каде доаѓаме, да прашуваме какви биле нашите предци, да гледаме во оно што вистина постоело, а не некако премногу да се заглавиме во некој имагинарен свет кој што ни носи понекогаш и многу нереална слика за тоа каков е вистински животот. Меѓутоа, за да не влезам во друга тема, ќе се вратам на одморот, а тоа е дека она кое што од предците многу често го слушаме и мислам дека е доста една голема колку што е убава, нели, убава порака, затоа што секоја порака што ја слушаме има две поларности. Едната е позитивна и едната е негативна, да не отидеме ниту во едната, ниту во другата крајност. И тоа е една порака која што често јас ја имам слушано од дете, па се уште ја слушам, а тоа е бадијала работи, бадијала не седи. Да, знам зошто предците ја носеле, знам зошто доаѓала. Реалноста е дека, особено во дамнешното време, мислам, во минатото, ако седиш, лежиш и не правиш ништо, нема да имаш можност да одиш и да си купиш потоа од маркет што ќе ти текне или да си нарачаш и некој да дојде и да ти донесе, но денешното време дозволува да бадијала, нели, седиш, односно седењето не е бадијала. А што сакам да кажам? Седењето не е, најчесто седењето и не е одмор, меѓутоа многу често луѓето влегуваме во оној дел на ако јас не работам, ако мозокот нели не работи, ако нешто не правам, јас не сум продуктивна, но факт е дека ова не е вистина, затоа што доколку влеземе во поларноста на предолго бадијала седење, е реално, е вистина. Да, во тој момент нели веќе одиме во некоја крајност, меѓутоа доколку ние свесно одмараме, доколку ние свесно седиме, доколку на одморот гледаме како нешто кое што знаеме дека ни носи позитивен бенефит, тогаш не е бадијала. Сега, многумина мисла дека ако отидат негде далеко, ако отпатуваат, ако отидат некаде на одмор, дека тоа автоматски ќе ги смири. Меѓутоа, најчесто мозокот останува во истиот ритам и дури ако ја смениме локацијата, или јас често знам да кажам каде и да одиш, ти со истата глава одиш. Тоа многу често им го кажувам на личности кои што тргнуваат да се преселат, каде што им давам насока во рете, дека ти ќе се преселиш и многу работи ќе се променат, ама ти одиш таму со истата глава. Ако не си ги решиш старите образци или ако не работиш свесно на поменување на некои образци, најверојатно било каде на светов да се преселиш, ти ќе ги имаш истите проблеми, само што можеби ете некаде ќе си поподдржана, а некаде не. Сега, нашето тело носи шаблони, образец. Тоа е како една програма и најчесто на хиперактивност, на грижа, на преголема контрола и таа хронична состојба на зголемена будност носи неможност на исклучување, кое што многу често е последица од растење во несигурна околина, учење дека мораме да бидеме корисни за да бидеме вредни или да бадијала да работиме, бадијала да наседиме или пак животен стил каде што одморот се доживува како мрзливост. Значи, ако јас се одморам, јас сум мрзлива. И затоа ова некако сакам да го нагласам, бидејќи ова е еден животен стил кој што се пренесува, кој што го гледаме, кој што ни е пренесен и можеби животен стил каде што и досадата е недозволена, каде што мирувањето е недозволено, каде што оној дел на оке, сега ќе застанам и одреден период нема да правам ништо за да се одморам, се гледа како мрзливост.
Може да доаѓа од некои стари рани, стари травматски моменти, може да доаѓа од споредба со некој во семејството кој што навистина тоа го прави, може да доаѓа со поистоветување, но многу ми е важно тука да повикам на одговорност и на будност. Дали навистина е ова нешто кое што, односно, ако се одморам, дали навистина ќе престанам да бидам продуктивна. Во моето искуство, во искуството на многу клиенти кои што поминале низ моите програми и низ терапискиот сетинг, и ни оние кои што го слушаат подкастот, јас стално знам да кога ќе добиам порака од некој од вас што го слуша подкастот, да речам супер, еве можеби овој човек не е клиент, немам капацитет да работам, не сме се сретнале, ама работи на себе и тоа е некој кој што го има искуството кое што го пренесувам. И оно што ми е важно е да споделам дека овој подкаст не може да биде твојот одмор, затоа што овој подкаст е нешто каде што бара од тебе ментална вклученост. И не сакам да го земате како одмор, бидејќи поентата на оваа епизода ми е да некаде поттикнам на важноста да навистина земете ментален одмор каде што нема да правите нешто продуктивно. Често знаат да ми пишат: Елена, го слушам твојот подкаст, ме одмора. Не те одмора. Те поттикнува на раст и развој, те учи, те поттикнува да се разбереш, те поттикнува на ментална некаква стимулација. Или да ми пишете: читам книги за личен раст и развој, тоа ме одмора. Не може книга за личен раст и развој која што повторно поттикнува на некоја анализа да биде одмор. Тоа да, можеби не те исцрпува, меѓутоа не е одмор. Вистинскиот одмор е нешто каде што навистина не преиспитуваш, не проверуваш, туку си присутна во тука и сега, опуштена и не очекуваш, не бараш, не анализираш ништо. Нашиот нервен систем често е навикнат, така што телото не ни знае како изгледа одмор. И ова го гледам во пракса, значи не знаат како се чувствува регулација, затоа што телото е навикнато на постојан стрес, на високо ниво на кортизол и адреналин, на брзина да се решаваат проблемите, и тоа е нешто каде што буквално врти во нас. Тоа е како една машинерија што никогаш не може да застане, како една машина што не може да се исклучи. Буквално дури како се исклучи телото бучи се уште, онако кога ќе исклучите нешто од штекер, ама продолжува да работи уште неколку секунди, истото тоа и со мозокот се случува. И повеќето истражувања водат кон тоа дека кога ние сме хронично во борба или бегство, не можеме да уживаме, не можеме да сме присутни, односно таа пасивна присутност ни прави потешкотија, да телото и мозокот не прават ништо и се одложуваат работите. Односно, толку многу сме исцрпени, не знаеме да се одмориме, не знаеме да си ги земаме тие кратки одмори, да толку многу сме исцрпени што едноставно не можеме да бидеме вистински продуктивни, туку само работи вергла машината, меѓутоа не може да се запали и да функционира. И од друга страна, постои еден културолошки притисок кој што го имаме тука на Балканот, значи го имаме можеби не само на Балканот, веројатно и во светот, а тоа е каде што на одморот се гледа како луксус, а не како потреба, односно на одморот се гледа како заслужив одмор. И ова го слушам често: заслужи, значи ова е нешто што ти е заслужено. Едно е да заслужам некаков успех, некакви пари, некакви не знам, бенефици и така натаму, но одморот ни малку не е луксус или нешто што се заслужува, туку одморот е потреба која што секој од нас ја има, затоа што се носиме со ментален товар, се носиме со многу обврски во еден брз свет, меѓутоа и да не е брз светот, ние во текот на нашето работење немаме контакт со околина која што може да наодмори. Ако нашите предци, например, работеле во природа, работеле со земја, работеле покрај некој извор, покрај некоја река, ловеле риби, значи тие правиле работи каде што не биле постојано во толку многу ментални дистракции, туку повеќе биле во тука и сега присутни. И тоа е нешто кое што може би телото го заморувале, но не мозокот, значи. И затоа во тој случај би рекла дека одморот изгледал поинаку, но во нашето денешно време, аз верувам дека повеќето што ме слушаат
не работа таква работа, која што е надвор, која што е во природа, која што е во вода, која што е во земја, која што е во без телефон, без лаптоп, без... Значи, реалност е дека ние сме изолирани од оние работи кои што природно не одмараат и влегуваме во простор каде што доколку одреден дел од денот, да не речам поголемиот дел од денот сме надвор од природните услови кои што се потребни за еден човечки организам да е психофизички здрав, тоа значи дека ние мораме намерно, целно да најдеме простор кога ние ќе го тргнеме тој ментален товар и реалноста е дека ние не можеме него да го оставиме на плажа, односно вака да го заклучиме, да го ставиме во дома, да го затвориме во куќата или во станот и да си тргнеме на пат и да отидеме на плажа и да не стои таму. Ние си го носиме со нас, за жал. А истото важи и со сите емоции кои што ги носиме и таа една вина која што се јавува кај многу, па дали е се во ред, дали заврши со се, дали партнерот е задоволен, дали децата се задоволни, дали ако ја се исклучам ќе биде нешто страшно или ќе биде се во ред. И многу често кога ова ми се носи како прашање, гледам дека клиентките не имаат искуство да се исклучиле и да знаат дали ќе биде се во ред. А тие што ќе се исклучат, често знаат да ми кажат, па Елена, ништо страшно не се случи, супругот магично се сам си најде, иако знаеше да ми пише некоја порака, кај е ова, кај е тоа. Но реалноста е дека ако нас не нема, другата личност ќе се повика на одговорност и ќе знае да се снајде. И тоа е нешто што е убаво да се искуси, чисто за да може да се има во искуство и да се даде таа дозвола дека имам право и можам да се одморам без да се случи нешто страшно. Одморот е вештина. Значи, тоа е нешто што се вежба. И знам дека е парадоксално, затоа што пуштањето би требало да ни доаѓа природно, но за многу луѓе одморот мора да се научи. Ради сите тие причини кои што ги набрав претходно, оно кое што може да помогне најчесто е свесен прекин на автоматските мисли. Тоа може да биде преку практикување на вештини од mindfulness, односно од присуство. Имате епизода за тоа, доколку не сте ја слушнале, одете таму. Во функција на времето, не сакам да ја повторувам тука. Исто така имате многу епизоди за дневник, начини на водење на дневник, што за оние кои што не сакаат да пишуваат, што за оние кои што не сакаат да сликаат, што за оние... Значи, буквално, тоа се две епизоди, тоа се втората и третата епизода на овој подкаст, кој што ги почнав, затоа што дефинитивно водењето на дневник на личен начин е нешто кое што многу знае да не научи да се опуштаме, да не научи кои сме. Понатаму, нешто што многу може да поттикне е регулација на телото, најчесто прво со дишење, потоа со движење и со допири. Значи, оно кое што може да биде одмор, може да биде гушкање со партнерот, може да биде масажа, значи допирот да се вклучи нешто кое што телото ќе ни го активира, меѓутоа нема да ни го замори. Тоа може да биде масажи, галење, чешкање, гушкање, било какви некои интимни односи и така натаму. Од друга страна движење, кое што не исцрпува, прошетки во природа, поместување на нозете, танцување, пеење, танцување на музика, значи телото е активирано и ние го регулираме и од друга страна може да биде со дишење, односно да бидеме во мир. Тоа не мора да изгледа како медитација класична, туку кога сме во мир, кога дишиме, насочено дишиме, свешно дишиме, длабоко дишиме. И секако нешто што е многу важно е да се даде пред се таа внатрешна дозвола, јас имам право на одмор без да чувствувам вина. Одморот мене ми дава сила и енергија да понатаму јас бидам многу по-продуктивна. Ова е нешто кое што многу често го споделувам и го кажувам затоа што сум некој кој што мачи со одморот, кој што мозокот не знам некогаш како да го исклучам, меѓутоа правам секакви техники и често доаѓа и од лично искуство и од работа со клиентите и стално ова го кажувам. Прво нешто што мора да се прашаме, кој ја дефинирал идејата дека мораш секогаш да бидеш на штрек? Прашај се себе си, кој е тој што тебе ти ја наметнал таа идеја дека мораш да бидеш на штрек? Најчесто ќе стигнеш до одговор, па добро, мајка ми вака и вака, или ќе стигнеш до некоја твоја рана и ќе видиш дека е нешто кое што е научено, а доколку е нешто кое што се случило, ќе видиш дека се случило само во одреден период, што бил травматичен, а не дека се случува постојано.
Друго прашање што може многу да помогне е што би се случило ако навистина се опуштиш, кого би разочарала? Ова е нешто кое што исто така може да дојде како второ прашање на првото прашање. Кого би разочарала? Кој е тој што те терал да во дијала работиш, а во дијала не седиш? Кој е тој што има проблем со одморот? Најверојатно не си ти. Ова е нешто кое што е научено. Некаде постои несвесна забрана за одморот. И да, пак ќе повторам, нашите предци можеби носат таква историја, да не можат да одморат, да не мора да одморат, да немаат ни таква потреба или пак да имаат, ама за жал да не можат, затоа што имало војни, имало глад, имало болести, имало многу моменти кои што носеле огромен страв и ние го носиме тоа трансгенерацијски во нас. Меѓутоа тука и сега, тоа не е нашата траума, тоа не е нашата рана. Можеби да некој што ме слуша и во тој случај сигурна сум дека можеш да побараш помош и поддршка и да излезеш од овој шаблон или можеби да едноставно дишиш и го поминеш овој тежок период каде што навистина не можеш да одмориш, бидејќи во животот постојат такви периоди кога навистина не може да се одмори. Но верувам дека барем 5 минути во текот на денот можеш да ги насочиш кон себе и што ме слушаш тука, можеш да си најдеш 5 минути кога навистина ќе си одмориш. 5 по 5 секој ден и ќе дојде момент кога одморот ќе ти стане рутина, односно ќе почне да биде нормален дел од тебе. Кога нема да се чувствуваш дека некого разочаруваш со тоа, кога ќе можеш да отидеш на плажа, да отидеш на планина, да отидеш на кафе и се опуштиш максимално, да ја оставиш работата во позадина и да можеш да бидеш присутна. Тоа е целта, тоа е лековито, присуството, свесното присуство е нешто што е најлековито и нешто што е многу тешко. Јас знам колку е тешко за оние што се овертинкери, тука сум и јас, свесна сум. Мислам дека во епизодата за присутност и за свесно живење го споделив тоа, како еден предизвик, огромен предизвик што бил и мој, кога ќе ми кажаа терапевтите, само биди присутна во тука и сега. Како? Мислам, како? И тоа е нешто што навистина бараше работа и сакам тука некако да те охрабрам, да не се разочаруваш доколку веднаш не успееш да бидеш присутна. Потребно е време, потребно е пракса, потребно е свесност, потребно е дозвола. И уште едно трето прашање, или насока, пробај да си замислиш ден без да бидеш корисна и да пробаш да не се срамиш. Или можеби да наменски одбереш некој ден во период кога знаеш дека да речеме нема да се сруши светот ако тоа го направиш и да прво следиш одреден период и да запишуваш или некаде го следиш ова за да не го заборавиш, тоа може да е преку аудио формат или слично, меѓутоа да си, јас често знам да си запишувам пораки некаде како окей, сега почувствував срам за ова, сега почувствував дека разочарав тој, сега почувствував вина, следи еден ден каде што не си корисна и види какви се емоции ќе се појават. Да, ја знам дека може спектар емоции да се појави, може да се појават секакви мисли и така натаму, запишувај ги, види што е оно што се случува во твојата глава како би можела многу полесно да го надминеш. Многу ми е важно да тука повторно дадам насока, да си го слушаш телото. Ако не може да седи мирно, не те мрази, туку сигнал ти дава некаков и слушај го. Пробај да ја видиш и вината што се јавува. Пробај да ја видиш вината некако мисла каде што, не треба да лежам туку, окей, ова е гласот во мене. Односно, пробај да се ставиш во таа една мета позиција, мета когниција, каде што си свесна за она кое што го мислиш и да можеш да се одделиш од вината и да видиш, добро, ова е глас што се јавува дека вредам само кога работам и тоа не е вистина, свесна сум дека не е вистина и еве го се јавува затоа што сум навикната, затоа што е ова начинот на кој што функционирам и е време да го променам. Фала ти што си тука да ме подсетуваш дека ме штитиш, ми ја носиш иднината, ми ја носиш целата една заштита за мојата иднина, за иднината на моите предци, така натаму, меѓутоа јас тука и сега бирам да се одморам и да те ставам тебе како вина во заграда. И нешто кое што многу знае да ми помогна, мене многу ми помогнало, меѓутоа и од искуството со клиентите доста го давам како препорака и гледам дека навистина има добар фидбек, а тоа е да си даваш
мали прекини во текот на денот, односно да пробуваш на барем 5 минути, 10 минути одмораш од време на време на одредени временски интервали, кај што не правиш, немаш никаква цел. Значи одморот не е од типот на одам да јадам, одам до тоалет или така натаму, туку буквално си давам простор да дишам и да одморам и само да бидам. Не размислувам ништо, дури може тоа да биде слушање на музика, може да биде нешто креативно, значи нешто каде што не се чувствуваш во ниту еден момент продуктивна. Но многу ми е важно да не биде тоа, сега пуштам песна за да не бидам продуктивна, туку да биде пуштам песна за да уживам. Значи не да се отиде во мајндсет на добро сега ова го правам, нели за да не бидам, туку за да бидам опуштена, значи во позитивна смисла да се гледа на истото, што многу ја менува димензијата, односно перцепцијата. И нешто кое што би сакала чисто да те поттикнам, можеби нема да можеш веднаш, но е од помош, а тоа е да му дозволиш на некој друг да се грижи, дури кога тоа не го прави совршено. Ова е нешто кое што исто така многу ми беше предизвик, а тоа е да дозволам да некој друг ги измија садовите, иако не се совршено измиени, бидејќи не е крај на светот, ако остана нешто на нив, сепак се храниме таму и немаме не знам си какви болести смртоносни и слично кои што знаеле да се активираат понекогаш. Навистина не е ништо страшно ако остане малку засушено нешто на крајот. Да дозволам да некој друг исчисти, иако остане негде трошка на подот, да дозволам на мојот перфекционист да едноставно се опушти или да испазари иако нешто се заборави, или да заврши, напише нешто иако има некаква грешка. Значи тука само сакам да поттикнам на ослободување на контролата. Најчесто перфекционистите мачат со ова ослободување на контрола и пуштање и препуштање, но и ова носи големи корени во сето тоа што го кажав. Само сакам да те поттикнам, ти што ме слушаш и што имаш проблем со ова, да навистина дозволиш на некој друг да биде несовршен. И ако бараш од себе да си слободна и да имаш дозвола за таа несовршеност, дозволи другиот да биде несовршен и да се грижи, да ги прави работите на начин на кој што се негов начин, нези начин, несовршен начин, и наместо да ги бараш мааните, гледај како едноставно тоа што го направил е задоволување доволно на потребата која што ја имаш, ја имате како заедница, и не очекувај совршено да се смириш, затоа што одморот е состојба на дозвола, а не на празнина. Значи, не мораш ти совршено да бидеш смирена. Постојат и активни начини на одмор, за кои што веројатно ќе зборувам во некоја наредна епизода, затоа што не сакам да се изгуби поентата на оваа епизода, тоа е ако не можеш да се опуштиш, не зачека не е во ред со тебе. Тоа ми е многу важно да го запамтиш, туку значат дека и твоето тело и твоето ум работат совршено, но според шаблоните што досега те држеле безбедна. И се надевам дека е дојдено времето да создадеш нова безбедност, онаа каде што одморот не е закана, туку извор на енергија, онаа каде што одморот е инспирација, е љубов кон себе и е простор каде што дури можеш и да создаваш додека одмораш. Мене најбавите идеи, мене најбавите мисли, најпаметните, најмудрите одговори скоро секогаш ми дошле кога сум била во позиција на одмор. Меѓутоа, навистина сум се одмарала и тоа било дел каде што, да речеме, после долго време работење сум била не знам, не можам да одлучам, ќе видам и така натаму. И кога вистински ќе се одморам, кога ќе си го дадам тоа намерно, да пуштам, да се препуштам, најнаш ми доаѓаат милиони идеи. И така беше, мислам дека претходната епизода снимана, кога бев на планина, кога шетав, кога слушав птици, кога ја слушнав кукавицата, вау, чекај малку, ми дојде инспирација, можам да создавам. И тоа не е нешто што ме уморва, напротив, тоа ме одмара. И не заборавај дека постојат начини на одмор, кои што во наводници се продуктивни, меѓутоа многу е важна енергијата со која што одиш да го правиш тоа. Дали тоа го правиш затоа што мојата глава сега сака да ги извади надвор мислите, да се искаже, да некако
низ зборување, низ пишување, низ цртање и така натаму, да извадам оно што е во мене, оно што е во мојата глава, или ова го правам затоа што треба да, не знам, снимам епизода и да ја ставам во петок и да ја слушаат другите. Многу е различна таа димензија ова и многу е различна перцепцијата. Ви благодарам што останавте до крај, што ја слушнавте оваа епизода и ви посакувам одмор кој што ќе ви биде огромен извор на енергија, инспирација и љубов кон себе. Поздрав и се слушаме во некоја наредна епизода.